Рибарот што изваде од река шише со ѓаолот внатре. Чита Александар Станојков. Еден сиромав рибар извел со пезиолот еднаш од река, наместо риба едно црно шише, му урлисано на устината со еден мур. Го зел враци и му се пулит и му се чуди дека било празно шишето и му урлисано. Откако му се популил, и буцнал со ножето и го откорнал мурот од устината да види да не нешто имат внатре. Едно ја извел затката и туку беше излегло од шишето еден силен чад однатре и се наприл еден облак пред рибаро, та веднаш од облак што беше се препри на црн ѓаол со рогови, крија и опашка за 300 страои и туку му свикал на рибарот на лутина. Ај бре рибаре, кажи сега, кај сакаш да те врлам? Дали над нов море, дали вишно небо? Дали на највисоката планина? Дали да те искинам со остриве ногти на 300 парчиња? Бри, аман бре пријателе, што зло виде од мене што сакаш да ме губиш? Ти се молам, немој да кајди сеш на мене, сиремов, ти, јас кај сум те видел тебе нешто зло да сум ти сторил? Како не си ме видел, бре рибаре, кога ти ме извај од шишево? Јас арно си бев затворе внатре, рад си седев. Не се мачев да одам по луѓето да ја учам да прават пакози. Еве, ти се стори себе да ме мачиш, да затоа ќе те парчелесам. Како би дувало ти олкав човек, му рече рибарот, да си бил во шишево. Јас тоа не верувам, дури не видам. Само и втирија ми вадиш за да ме губиш и надушано ми земиш дечината. Аман побратиме ти се молам, кајл начини се. Бре, да не ме веруваш, а? Оти јас бев во шишето? Му рекол ѓаолот. Ја чекај да видиш и да поверуваш. И туку од кај што беше човек, беше се сторил пак чат и полека лека беше си влегол во шишето внатре, а рибарот, асли тоа бараше, беше му го удрил муорот на устината. Спукотел ѓаолот, добро ќе му направил туку да го пуштит. Се думал, се мислел како да му правит. Да го пуштит, му било страв да не го загубит. Да не го пуштит, нема да се обогатит според како што му се таксуваше ѓаолот да го правит. Најпосле беше се решил да го пуштит, да што сака нека му чинит. Ја бафт, ја тафт, си рекол со умот. Еднаш ми е умирачката. Ќе го пуштам да ако имам късмет ќе се обогатам спроти како што ми се таксуват. И беше го пуштил. Сполајте бре рибаре на доброто што ми го стори. Ела сега помајде да те однесам кај едно езеро, за да ваќаш едни чудесни риби да се обогатиш. Само те молам, окрши го шишето, му рекол ѓаолот. Го крши рибарот шишето и тргнал по ѓаолот, та го однесол кај едно езеро и ѓаолот се сторил невиден бистот пред него. Врлил мрежата рибарот во езерото и ватил 3 чудесни риби. Едната црвена, другата зелена и третјата жолта. Се и нанизал на еден конец и си отишол в град. Врвејќи низ чаршија за късметот од рибарот, го стрел царот и му и купил 3 риби за 3 талири и му нарачал секојаш кога ќе вати такви риби да му и носит на царот. Ката утро си ваќал рибарот по 3 риби такви и му и носел на царот да си земал по 3 талири. Арнома, уште првите 3 риби кога и кладе акчијата в тава да ја прџит, беше излегол еден ара под оджакот и беше удрил со едно стапче железно на тавата и рибите влегувале по арапот во зидот и акчијата одел в чаршијата, купал друзи 3 толка и риби и му изготвувал на царот. Најпосле, едно утро отишол акчијата в чаршија за да купи пак 3 риби и късмет не нашол нигде риби и се вратил, та му кажал на царо се како што му се праеле рибите. Другото утро донесол рибарот пак 3 риби и клал тавата акчијата да ја прчит. Седнал царот сам да види со сиот мезлич за да се уверит. Кога видел царот, вистина така беше се сторило. Царот, мезличот, сите се зачудија и сторија збор да одат со рибарот и да го бараат тоа езеро. Арно ама, со се што му кажуваше рибарот оти било еден ден далеку, тие мислеа оти треба да има еден месец.
и приготвија се што требало за да одат со еден табор војска. Го зеле рибарот пред себе и пошле до езерото. Кондисале покрај езерото и царот се чудел како ќе биде тоа езеро, така како мртво лежало. Чин сава, демек во темни зори, царо го опколил езерото да види што има, што нема. Одејќи чул еден глас како од подземи да плачит некој човек и по гласо нашол една порта и кротко влегол внатре. Кога видел еден човек зад портата од појас удолу скамнет, кога го видел скамнетиот човек, царот се зачудил. Море, од кај те донесе бре брате Господ овде? Му рекол. Како те дочувал Господ да не дојдиш пред еден черек саат? Оти тука беше жената што ме скамнила мене, да можеше и тебе да те скамни како што ме скамнила мене. Го прашал царо што човекот и зашто го скамнила и што ет и како ет езерото, чунки тој го изнашол со рибарот со 3 риби. Зел скамнетиот човек да му кажат на царот и тој бил цар, а жената му била царица, езерото било царскиот град и рибите биле 3 сојои луѓе што живеале кога не било езерото. Ево ова ти го кажувам, го стори мојата царица, чунки самовила, дека беше многу лична да од тоа сум ја зел. Арно, ама се погоди многу нечесна, да се заљуби во еден од моите измеќери и јас, од кога видов, му ја пресеков главата и му ја намести да го кладе во еден сандак и со маѓи сакат да го оживит. И на часот со маѓи напри столнината на езеро и мене камен ме напри. И ме биет ката ден утро и вечер и ми велит, оти кога ќе оживит измеќарот мој, ќе го натерала да ми ја пресечи тој главата и него ќе го клај цар. Ето тој ми е алот бре пријателе, да сега мисли како можеш нешто, поможи ми. Од кога го ислуша царот, царата го прашал, ами кое време честити царе, ој царицата кај љубовникот си, за да го маѓепсуват? На 10 саат, ој честити царе, му рекол скамнетиот цар. Ај, не бригајле, јас ќе те избавам од оваа јуда. Пред 10 саатот пошол во одајата кај што беше скриен умрениот и кога го открил, вистина бил со главата пресечена и беше се заварила, за брго време ќе станел. Кога го виде царот и така мрдат, го вати за нозе и го врлил во јакјолот и легнал царот наместо него со изваена сабја до него. Не би час, ева царицата кај идела од кога беше го тепала мажа си и му зборувала на љубовникот. Али чумило моје љубовниче што ќотек мудрив на царот, ај сега веќе стани ми. Асли тоа чекаше и царот да речи таа и му се одзвел од кај што беше покриен. Мила моја царице, јас ќе ти станам, ама прво да наприш со маѓа се која како што било, ја рекол. И царот стори го човек, тела, подај ми рака да станам и да му пресечам главата. Кога чу царицата, во огон се врлила од радост. Отправила секако што било и пошла да го ватит за рака. Едно се приближила и ја пресекол на 2 комата и кога видел големците од царот се зачудија и му кажал царо за секако што сторил. И подарил скамнетиот цар војската од царот со најскапи бакшиши, а најпоет е рибарот што го изнашол езерото.